Имплементација на националната. А сега, претежно ведро на Радио Холидеј. Од 12 до 14 часот. Претежно ведро на Радио Холидеј. Претежно ведро на Радио Холидеј. Сакам мојот градоначалник и советниците да прашуваат за моите потреби и да действуваат по нив. Вклучете не сега. Ми требаат информации. Сакам да бидам информирана. Ми треба младински информативен центар. Сега. Агенцијата за млади и спорт е формирана, постои и ќе постои за и со младите луѓе. Јас сум креативец. Ми треба простор за изразување, за докажување, за покажување. Сега. Младите сега. Кампања за имплементација на националната стратегија за 12 часот и 56 минути, почитувани слушатели, претежно ведро на Радио Холидеј и убаво зимско време во Прилеп. Имено, ако нешто сакаме да разговараме за претежно ведро, сигурно тоа се ведрите теми, да одговараме на повеќе дилеми, а претежно ведро го прават сигурно младиот свет, нашата иднина, сите оние млади луѓе на кои што почива едно општество, односно почива иднината на едно општество, како тоа ќе се гради понатаму општеството, како ќе екзистира и во што ќе премине. Сигурно за здраво општество ни треба здрава иднина, за здрава иднина здрава младина, а за здрава младина токму треба да ги прашаме токму младите луѓе што им е потребно за да можат да функционираат, да можат да действуваат и да можат себе си, меѓутоа и на другите да им олеснуваат во тековното живење. Токму за тоа, за таа помош на младите, постои коалицијата сега, имено некаде 5-6 години и ја имаме оваа коалиција. А не можам ништо повеќе јас да ви кажам, доколку не се консултирам тука со моите гости во студиото на Радио Холидеј. Станува збор за двајца млади луѓе, кои што токму се соочени со проблемите на младите, затоа што тие преку своето постоење, преку контактите со младите во општина Прилеп, меѓутоа и со младите во државата и во светот, знаат кои проблеми ги тиштат, на кои проблеми треба да се одговори, за да бидеме и ние повозрасните во чекор со времето кое што го живееме. На оваа тема ќе поразговараме со... Треба ли да ословуваме со господица, господја или господин, или со нашите гости во студиото на Холидеј Радио, Маја Ивановска Крстевска, раководител на програмата, и Томислав Гајтановски, административен финансиски менаџер. Ќе отпочнеме прво општо за тоа што представува коалицијата сега, од кога постои, со што се бави, а потоа ќе се осврнеме, ќе акцентираме еден проблем кој што треба да се решава, именно за потребите на младите да дознаат и сите оние движечки фактори во државата, токму преку иницирањето од страна на коалицијата сега на законот за млади. Меѓутоа, ајде да бидеме добри домаќини. Добар ден и добре дојдовте во студиото на Холидеј Радио. Добар ден и до вас и до сите слушатели на Радио Холидеј. Добар ден. Дали се чувствувате добро? Снегот не ве спречи малку така да ви го наруши расположението или пак се роди повеќе оптимизам? Па не, иако е надвор сепак студено, ние сме во одлично расположение. Ќе ми биде мило. Вие си знаете на кои прашања ќе си одговарате, затоа сме тука, нели? Ајде прво едно убаво представување на коалицијата сега, нека биде кусо и јасно. Па да, сепак најпрво би дали на кратка ретроспектива на тоа што коалицијата работи од кога постои. Коалицијата е непрофитна невладина организација, односно мрежа на младински организации која што функционира од 2004 година, поточно ноември 2004 година. Нејзиното воспоставување се должи на потребата од креирање на една национална стратегија за млади во Република Македонија, која што произлезе како иницијатива на Европската Унија. Имено во тој период Европската Унија даде препораки до сите држави кои што функционираат во Европа, не би рекол членките на Европската Унија, туку во цела Европа, да подготват национални политики за млади, кои што ќе го тангираат животот на младите, како на национално, така и на локално ниво. Од тој момент коалицијата сега, најпрвен како неформална организација, собра повеќе од 80 организации кои што заедно го креира процесот на донесување на една таква национална стратегија за млади, која што откако се креираше беше донесена на влада во 2006 година.
Коалицијата сега во моментот број 31 организација, организации кои што работат со млади или пак се младински организации. Членството на коалицијата сега е на две ниво, односно основно и придружно членство. Што би рекол друго за коалиција сега? Во своето постоење најголем дел коалицијата сега го базира на делување на застапување на младинските права, како и лобирање застапување према националните и локалните власти за креирање и донесување на локални, односно национални политики за млади. Тоа значи едно мало представување на коалицијата сега. За сето ова ваше постоење имате едно одење нагоре, една убава нагорна линија во однос на вашето дејствување и во резултатите кои што ги постигнувате. И интригира токму последната иницијатива што ја правите, нели? Донесување на законот за млади. Што ве натера ова да го направите? Се чувствувате ли премногу дистанцирани од случувањата во државата или пак тоа си се наметна само по себе природно? Иницијативата за донесување на закон за млади, значи спроведуваме во партнерство со Агенција за млади и спорт на Република Македонија. Евидентна е потребата од донесување на закон за млади во Република Македонија, со кој што би се подобрил животот на младите луѓе во Македонија. Во состав на проектот анализа на европската и домашната легислатива која го регулира статусот на младите, значи беше подготвена компаративна анализа, беа заемени неколку земји во предвид во самото истражување, Босна Херцеговина, Словачка, Словенија, Хрватска, Република Српска, Србија и нормално Македонија. Значи целта беше да се направи една компаративна анализа каква е состојбата на младите луѓе во другите земји и каква е кај нас. Имате ли некакви сознанија каква е состојбата на младите луѓе кај нас и надвор? Така, токму затоа беше направена оваа компаративна анализа. Легислативата, значи во Словачка, таму се уште нема унифициран закон за млади, но од 2008 година е донесен закон за поддршка на работата на младите луѓе. Во Словенија постои посебен закон за национални совети кој што е донесен од 2001 година. Значи со овој закон се регулира статусот, делувањето, активностите, финансирањето на Националниот младински совет. Во Хрватска од 2007 година е усвоен законот за совети на млади, со кој што исто така се регулира основањето и активностите на советите на млади, во насока значи да се инволвираат младите луѓе во јавниот живот на локалните самоуправи. Во Босна и Херцеговина постојат повеќе закони кои што го уредуваат статусот, организацијата, делувањето, финансирањето на мандатот на младите, како и младинските организации. Република Српска има донесено посебен соопфатен закон за младинско организирање, со кој се регулира општиот интерес на младите, основањето, здружувањето, регистрацијата на младинските организации. Во Србија во тек е процес на широки консултации помеѓу засегнатите страни кои што учествуваат во градењето на политиката за млади и во подготовка нацрт закон за млади. Во Република Македонија, значи кај нас, дали ќе може малку подоцна да ги видиме состојбите во Република Македонија кај нас, оглед на тоа дека веќе слушнавме што ги тишти и што има донесено за младите во другите земји, оние што не окружуваат на Балканот и останатите. Меѓутоа, ајде да ја запазиме програмската шема, после рекламниот блок ќе продолжиме со разговорот. Сакам мојот градоначалник и советниците да прашуваат за моите потреби и да действуваат по нив. Вклучете не сега. Ми требаат информации. Сакам да бидам информирана. Ми треба младински информативен центар. Сега. Агенцијата за млади и спорт е формирана, постои и ќе постои за и со младите луѓе. Јас сум креативец. Ми треба простор за изразување, за докажување, за покажување. Сега. Младите сега.
кампања за имплементација на националната стратегија. Вчера те виделе во диско, а рече не излегуваш. Па не излегов? Еве, прашаја цела VIP мрежа. Кога најмногу ти треба, со VIP Prepaid зборувај за 0 денари минута со цела VIP мрежа за само 19 денари. Активирај дневната опција преку SMS на 140-100 и доби 60 бесплатни минути за цел ден. Повеќе за вас. VIP. Реклами. Еј, здраво! Од кога се немаме видено, што има ново? Па сакам да го реновирам станот. Сакам да сменам се, нова електрична инсталација, нов распоред на собите, нов мебел, ама сакам се да е поинаку. Ги знам вистинските луѓе за сето тоа. Од Колор Идеја во соработка со врвни архитекти, ке ти го средат станот, ке се воодушевиш, проверено е, ти гарантирам. Ја реновираа мојата куќа. За само 7 дена ке имаш нов дом. А, да, имам слушнато за нив. Колор Идеја рече, ја правеа фасадата на едни мои комшии. Многу се задоволни од нивната работа. А каде да ги најдам? Продавницата им е во центарот на градот или јави се на нивните телефони 412-241 и мобил 070 308 178. Најново во Прилеп се отвори нов продажен салон Идеја Плюс. Истиот нуди завеси, драпери, мебелштоп од реномираната фирма Мармара, корнизи, голем избор на комплети прекривачи за спални, преслаки за гарнитури и други декоративни производи. За секој купувач следува новогодишен подарок. Посетете ги и уверете се во понудата и квалитетот. Салон Идеја Плюс со локација на Ке 9 септември, наспроти Основно училиште Кочорацин, во близина на Дрвомонт. Идеја Плюс. Најатрактивно дочекајте ја новата 2011 година во најатрактивниот ресторан Центар во Прилеп. Бидете гости на дочекот и првата реприза со комплетно мени, неограничен пијалок, богата лотарија и најатрактивната група Молика. И златниот глас број 1 во Македонија и Балканот, понесен со Оскарот на популарноста, Анета Мицевска. Сето ова го возможува ресторанот Центар. Побрзајте и резервирајте на 048 41 47 83. Испратете ја старата и дочекајте ја новата година во ресторанот Центар во центарот на градот со групата Молика и Анета Мицевска. И тоа 1800 денари за дочекот, 1000 денари за првата реприза. Едни и единствени увозници на оригинал грчки маслинки од Прилеп. Дисконтот за маслинки до Елџен. Сите видови маслинка, полнета, каламата, блонд ферментирана, црна маслинка, пакувани во најразлична амбалажа, по најевтини цени во Прилеп, до Елџен. Барајте ги на старите локации, дисконтите на Доелџен, кај театарот и на Крушевско џаде. Контактирајте ги на 425 319. Ако барате квалитетна маслинка, ако барате вкус, соработувајте со дисконтите за маслинки на Доелџен во Прилеп. Ви недостигаат пари за семе, садници, ѓубриво или пак храна за вашиот добиток? Може би сакате да купите нова машина или опрема? Не гледате излез. Хоризонти микрокредитирање имаат вистинско решение за вас. Агрокредити за земјоделци и микрокредити за трговци и мали бизнеси. Кредити до 300.000 денари. Рок на отплата до 36 месеци. Можност за кредитирање без жиранти и без хипотека. Брза и едноставна процедура. Јавете се на бројот 048 42 77 14 или повелете во нашата канцеларија. Нашиот тим ќе се погрижи за вас и вашите потреби. Хоризонти микрокредитирање. Имајте ги најубавите спомени. Раскажувајте за најубавите мигови на вашата свадба, крштевка, матурска или полуматурска, за сите домашни свечености. Затоа ние сме тука. Ресторан Мистон. Мистон. Најпрофесионална услуга и мени по цени за сечи џеб. Имате потреба од аранжирање на вашите свечености токму во вашиот дом. Побарајте не. Ресторан Мистон. Телефони 048 529 740 и 075 353 588. Кога бирате, одберете го најдоброто. Ресторан Мистон. Ресторан Мистон.
20 години работиме и постоиме за вас, почитувани сограѓани и потрошувачи. Ние сме Бурек джилница Младост. Ви ги честитаме новогодишните и божичните празници, а за православната нова година по порачка изработуваме бурек со паричка, бурек со месо, сирење, шунка и по ваша желба. Секој утро, секој ден за вас топол бурек, круасани, гевреци, киснато и други производи изработени со љубов, традиција и квалитет. Од Бурек джилница Младост. Порачувајте на телефоните 076 601 598 и 075 634 684 или лично на Марксова, број 29 и Марксова 86 во Бурек джилниците Младост. Во пресрет на новата година, новогодишен панаѓур. А таму ќе го најдете идеалниот подарок за вашите најмили, најсакани. Новогодишен панаѓур. Најубави елки и новогодишни украси, најпосакуваните играчки за вашите најмили. Се по прифатливи цени. Не пропуштајте. Новогодишен панаѓур во Центарот за култура Марко Цепенков. Компјутери со најдобра конфигурација, во готово, на кредит и со мастериви за картички, во Соларис компјутери, Хотел Скопје до Шула Комерц. Ексклузивна понуда на компјутерски бироа по ефтина цена од 1500 до 2500 денари во Соларис компјутери. 422 121 422 121 Соларис компјутери. Секој ден за Солон, било на кафе или на шопинг, со повратен билет по цена од само 890 денари. Со единствениот ваш пријател, превозничка агенција Роман. Информирајте се и резервирајте 430 001 070, односно 075 259 499. Превозничка агенција Роман. Колку пријатно изненадување, за толку кусо време успеа да ја средиш твојата проблематична кожа. Секоја чест. Па го најдов вистинското решение. Кремот против пеги и јакни Моника. Ми ги реши сите проблеми со мојата кожа. Дали Моника ќе биде вистинското решение и за мојата тинејџерка? Секако, слободно нека го проба и дневниот и ноќниот крем. Резултатите се зачудувачки. Фасцинантно. Од каде да ја набавиме? Овластен дистрибутер е Примедија Прилеп. А да, значи во сите парфимерии, аптеки и маркети. Градежен центар, гигант, вистински избор за набавка на градежни материјали, целокупен асортиман на сите потреби во градежништвото. Во Гигант вршат производство и монтажа на алуминиумска и ПВЦ столарија со најновиот систем на Саламандер, систем Бругман, најбараниот профил во Западна Европа, сега и кај нас со промотивна цена. Градежен центар Гигант кај цигарната фабрика до Жито Прилеп. Телефони 048 403 404 078 259 540 и 075 222 268. Градежен центар Гигант. Во пресрет на студените зимски денови, најпознатиот светски бренд Пеко ќе ве загрее со уште едно пријатно изненадување. Неверојатни 10% попуст на чевли од брендот Планика, изработени од природни и водоотпорни материјали. Почувствувајте ја топлината и удобноста во обувките на Пеко. Салида Петрол, нон-стоп во пресрет на вашите возила. Салида Петрол, сите видови горива, плин, масла, резервни делови и кондиторски производи. Салида Петрол, телефон 43 42 42. Салида Петрол, добар пат ви посакува бензинската пумпа Салида Петрол. Изворска, извор на животот. Одберете и вие здравје за вас и вашите најсакани. Среќни новогодишни и божихни празници. Претежно ведро на Радио Холидеј. 13 часот и 15 минути, повторно се враќаме во студиото на Радио Холидеј, повторно со нашите млади соговорници и некаде застанавме на темата иницирање на законот за млади. Зошто е важен тој закон и за другите прашања кои што се поврзани токму за иницирање на овој закон, го продолжуваме разговорот со Маја. Повели. Во Република Македонија, значи нема донесено, нема усвоено посебен закон за млади. Бројот на младите луѓе во Македонија изнесува приближно 23% од вкупното население во земјата.
Младите кај нас не се третираат како посебна општествена категорија во Уставот на Република Македонија, но сепак тие се спомнати во голем број на закони кои што ги се донесени во Македонија. Така, например, Законот за средно образование, Закон за високо образование, Закон за волонтерство, Законот за здравствена заштита, Закон за семејство, Закон за здружение на граѓани и фондации, Законот за малолетничка правда, Закон за локална самоуправа. Кај нас постојат два битни документи кои што се доста важни за младите луѓе. Тоа се Националната стратегија за млади и Акциониот план за имплементација на Националната стратегија за млади. Коалиција сега активно учествуваше во процесите на креирање на овие два документи. Значи, во 2004 година беше креирана Националната стратегија за млади, која што од страна на Собранието беше усвоена во декември во 2005 година. После тоа, во 2008 година се креираше Акциониот план, кој што беше усвоен од страна на владата на Република Македонија во април во 2009 година. Значи, тоа се само двата документи кои што се однесуваат на младите луѓе кај нас и потребно е, значи, да се донеси посебен закон за млади кој што ги опфатил сите оние потреби, сите приоритети на младите луѓе во Македонија. Спомнавте 1% од 23% млада популација во Македонија. Ќе може ли да им објасниме на слушателите, на оние кои што не знаат, која категорија се млади луѓе? Така, според Националната стратегија за млади, младите се спаѓаат сите оние кои што се на возраст од 15 до 30 години. Значи, во ниту еден закон не се дефинирани младите како посебна категорија и затоа ги правиме сите овие напори за иницирање на закон за млади, кој што најправен би ја дефинирал возрастната категорија на млади, значи од која возраст до која се млади и кој што закон секако би ги опфатил правата, обврските на младите, средношколските организации, студентските организации, младинските организации, нивното функционирање, нивното поле на делување, финансирањето на младинските организации, учеството на младите во процесите на донесување на одлуки, во креирањето на политики, делувањето на политичките помладоци како посебни правни субјекти и така натаму. Да, тука се надоврзуваме со прашањето, дали можат младите во општината да одлучуваат за прашањата кои се од нивни интерес. Разговорот го продолжуваме со Томислав, така? Да. Секако дека младите можат во општината да одлучуваат, меѓутоа овдека едно прашање се поставува како. Да. Значи, од сите истражувања досега кои што коалиција сега ги спроведе, главните наводи се базираат на тоа дека младите сакаат да учествуваат, меѓутоа не знаат како. Тоа што коалицијата сега го промовира и го прави на локално ниво, не само во Прилеп, туку и во другите градови, е да ги едуцира младите, посебно средношколците и како и студентите, како да се вклучат во сите оние процеси каде што се донесуваат одлуки. Значи, тука станува збор како и за општината, така и во самите училишта и факултети. Да. Посебно со овој закон, јас би специфицирал на кој начин е најпожелно да се промовира, односно спроведува учеството на млади во општината. Значи, еден концепт кој што коалиција сега го спроведува, односно го прави од 2008 наваму, е програмата Совети на млади во општините. Оваа програма се однесува на директно институционализирање на процесот на учество на млади во самата општина, односно во Советот на општината. Овој концепт заземе на многу битна страна во самиот процес, а тоа е да се направат измени, статутарни измени во статутот на локалната самоуправа, како би се обезбедила долгорочност на функционирање на тие совети. Односно, тој концепт добива на важност и во понатамошните промени на власти, без разлика од која власт, да може Советот на млади да функционира и во наредните години. Да, и би бил во составот на Советот на општината. Значи, тој Совет на млади функционира како едно советодавно тело, надворешно тело, кое што нема право на глас, меѓутоа може да дава своји препораки
и решение за некои младински проблеми. Сега, што е битно, од што е составен тој Совет на млади? Советот на млади е составен од репрезенти на повеќе организирани групи на млади, како што се средношколци, студенти, политички подмладоци на партии, како и представници на невладини организации, представници на етнички групи и така натаму. Во 2008 година коалицијата сега ја започнала програма во Штип, во Радовиш и во Ресен, каде што Да, тоа би било наредното прашање. Какви се искуствата во другите градови во Македонија, каде што веќе имаме младински совети? Така, значи како што кажав, во 2008 се пристапи кон промена на статутите во Штип, во Радовиш и во Ресен, каде што процесот заврши успешно и беа формирани совети на млади. Сега, што би било интересно да се каже, дека Советот на млади значи е формално тело кое што делува внатре во општината, меѓутоа постои еден друг вид на едно неформално тело, на едно пошироко учество на младите, како што е младински парламент или пак форум на млади, како што се нарекува во Штип. Тој форум на млади, односно младински парламент, ги содржи истите тие групи кои што ги наведов претходно, но во многу поголем број. Така да, значи можно е функционирање на парламентот со бројка од 20 до 100 млади, кои што активно би дискутирале на тоа кои се моменталните, актуелните проблеми и потреби на младите секој во својата група, нели? И како заеднички да се донесат некои решенија и предлози кои што понатаму би ги канализирале до Советот на млади, кој што има задача да ги лобира тие проблеми, да ги застапува пред самиот Совет на општината. Значи, тоа е главната алка која што ја тангира овај концепт, односно постојањето на овие две структури. Сега, што е битно да се каже, кои се позитивните искуства од функционирањето на самите совети на млади, како например во Штип, како позитивни искуства може да се каже дека Советот на млади излобира поставување на бесплатен интернет во централното градско подрачје. Исто така овој совет излобира да се купат и да се наместат пинг-понг маси во сите средни училишта во Штип, како исто така во процесот во текот на 2009 година излобира општината да донесе одлука да се креира локална младинска стратегија. Што би рекол за Радовиш? Радовиш исто така интересен пример, каде што младинскиот сектор сепак не е толку развиен како Штип, меѓутоа да се прават напори да се актуализираат некои потреби и начини на функционирање. Во овој случај би кажал дека позитивен пример е тоа што Советот на млади излобира да се постават заштитни мрежи на сите спортски игралишта кои што се надворешни во Радовиш. Исто така ти излобира како примерот на Штип изготвување на локална младинска стратегија. Во Ресен исто така се спроведува некои интересни активности кои што беа излобирани од парламентот и од Советот на млади. Тоа беше една културна олимпијада која што собра повеќе млади кои што правеа интересни активности кои што се спортски, како и други активности во самиот проект. Сето тоа е еден начин на како тоа добро може да функционира овој концепт и како понатаму да се развива. Исто така во оваа година... Само момент. Добро. Исто така во 2010 година започна процес исто така во други 3 градови, во Кавадарци, во Делчево и во Струмица, каде што можам да кажам дека беа донесени усвоени измените на статут во овие сите 3 града. Сега се чека на воспоставување на тој совет на млади, односно процесот на селекција. Меѓутоа можем да кажем дека младинските парламенти се веќе формирани во овие 3 гради и одлично функционираат, веќе ги прават своите состаноци и седници на кои што моментално дискутираат на тоа што е актуелно во своите градови. Наша заложба... Што е актуелно во Прилеп? И вашата заложба? Актуелно во Прилеп. Моментално се финализира процесот на креирање на локална стратегија за млади, кој што е дел од поголемата програма која што коалиција сега ја спроведе во повеќе градови во 10 градови во Република Македонија. И во Прилеп се е процес како што кажавме на финализација која што опфаќа 3 приоритети на локално ниво. Тоа се невработеноста, неформалното образование
како и културата. Значи, овие се три приоритети кои што беа дефинирани од страна на поголема група на млади луѓе како нешто на кое што градот би требало да се фокусира на наредните 5 години. За таа цел се изготви конкретен акционен план кој што треба да се спроведи во текот на 2011 година, се надевам успешно, но тоа не е само обврска на локалната самоуправа, туку обврска и на сите други засегнати страни во самиот процес, како што се и младите и младинските организации, како и бизнис секторот. Интересно е да се напомене дека во секој град се правеа такви анализи, како исто така и во Прилеп, се дојдоа до конкретни наоди во однос на невработеност и што сакаат младите да прават во нивното слободно време, како да го искористат. Исто така овие наоди може да ги поврземе и со едно поголемо истражување кое што коалиција сега го спроведе. Кој може да ни каже повеќе за истото истражување? Вие или Маја? Па, јас би можел да кажувам за истражувањето кое што се спроведе на национално ниво, кое што сега го опфати градот Прилеп, па би се насочил малку, како што најпрво наведов, на невработеност. Во овој процес добивме наоди дека најпрво да кажем дека истражувањето беше спроведено на 1040 млади, кој што е репрезентативен примерот на Република Македонија. Исто така се направи едно мапирање на младинските организации во однос на нивното функционирање и нивната перцепција за самите актуелни младински потреби. Се направи дискусии со представници на институции на тоа што тие мислат во однос на тоа што е потреба. Како е целиот процес го заокруживме со една национална дискусија каде што беа повикани повеќе министерства и други различни институции кои што го дадоа својот да речем инпут во самиот процес. Да продолжам со темата, нели би започнал првин со вработувањето. Од тоа што беше испитано дека во најголем дел младите не се вработени, односно 32% од испитаниците беа вработени, кои што беа анкетирани. Во процентот на вработеност од самите анкетирани луѓе поеднакво спаѓаат и оние кои што завршиле средно и високо образование. Интересно е што оние млади кои што се во брачна заедница се почесто вработени во однос на младите кои што се сами. Кои се причините за невработеност? Младите се изјаснија дека во Македонија главната причина е моменталната економска состојба на државата како број 1, тоа го сметат 43% од испитаниците. И исто така што е многу битно е дека невработеноста е изразена кај младите пред се поради немањето на работно искуство за одредени работни места. Исто така од друга страна пак младите сметаат дека односно оние помалите возрастни групи добро е што размислуваат како да имаат собствен бизнис, односно се попредприемачки расположени. Да, значи тоа станува збор за оние кои што се средношколци, е добро што се развива нивната свест во таа насока. Исто така младите сметаат дека во денешно време многу е полесно да се добие работа ако имаш роднински, пријателски врски или пак ако си член на некоја политичка партија. Тоа што е овдека битно е дека недостасува соодветна информираност кај младите луѓе за активностите на државните институции за вработување на младите, односно тие информации не се достапни за сите млади. Да, што би презеле вие сега за да бидат подостапни тие информации? Па да, дефинитивно овдека има потреба од креирање на посебни младински стратегии за вработување. Во некои од овие локални стратегии кои што ги правиме, како и во Прилеп, има дел што се однесува на вработеноста, кој што треба структурирано да се запази не само од младинските организации како да го промовира, туку и локалната самоуправа да го заземе својот став и учество во самиот процес. Тоа што треба е повеќе да се информираат младите за тоа што е достапно за креирање на собствен бизнис. Значи, тоа е една од главните препораки кои што ова истражување го донесува.
Исто така треба да се интензивира и правилно насочува практичната настава во самото училиште и да се промовира концептот на волонтерство пред се. Значи тоа што е наото од ова истражување дека волонтерството не се восприема најправилно од страна како и на млади, така и на институциите, односно не се запознати кои се бенефициите, корисностите од волонтерството. Тоа што треба сите да го знаете дека волонтерството може да им даде на младите можност за развивање на своите капацитети, иако да речеме неплатено, сепак тоа им овозможува простор за при аплицирање за работни позиции да можат да прикажат претходно работно искуство. Да, лична надградба, меѓутоа и претходно работно искуство. Точно така. Да. Тоа го покажа истражувањето. Да, така. Да, би можел да дам и некој друг осврт на другите теми кои што беа опфатени со истражувањето, инаку со истражувањето беше опфатен делот на образование, потом младинското учество, застапување на младите, волонтерството, активизмот, невработеност, како што веќе претходно кажав, културата, забавата и спортот, и како посебна исто така појава беше девијантните појави и социјалната исклученост. Може ли накусо да не запознаете? Да, би бил пократок во делот на образование, она што беше наот е дека по завршувањето на образовниот процес младите не се подготвени активно да се вклучат на пазарот на трудот и да најдат соодветна работа. Исто така што го има како перцепција дека условите за работа на високо образованите институции, како и испораката на знаење се подобри на државните универзитети. Меѓутоа, од другата страна, можностите за развивање на својата креативност и талентот во образовните институции се незадоволителни, а тоа го сметат 32% од испитаниците. Исто така, тоа што младите сметаат во самиот процес на реформите на образованието дека не се спроведува на најправилниот начин и дека институциите, односно наставниот кадар и учениците не беа подготвени соодветно за да можат самите реформи да течат непречено. Да. Во однос на неформалното образование, кое што исто така беше еден од главните теми на разгледување, 54% од младите се изјаснија дека во последните 2 години биле вклучени во различни видови форми на неформално образование. Меѓутоа, тоа што е битно да се каже дека изборот на неформално образование од овие 54% се сведува на курсеви по странски јазици и компјутери. Тоа дава до знак дека е потребно поголемо вклучување на неформалното образование во самиот образовен процес, како и да се направи едно истражување кои се оние потреби кои што младите сметат дека е моментално она што им треба од страна на неформалното образование. Станува збор за обуки, семинари, работилници и друг начин, се што е на надвор од формалниот образовен процес. Исто така е едно од главните алки во самиот концепт е младите треба да бидат информирани за тоа каков вид на неформално образование постои, каде може да го добијат. Благодарам. Може ли повторно да одиме со кус блок на реклами, па го продолжуваме разговорот? Ни треба европско квалитетно образование. Ни треба знаење дека самознаењето е моќ. Сакам да патувам, го сакам светот на дланка. Не сакам визни ограничувања. Сега. Агенцијата за млади и спорт е формирана, постои и ќе постои за и со младите луѓе. Сакам да бидам финансиски независен. Ми треба вработување сега. Владата да одвои средства за формирање национална младинска структура, што ќе ме поддржи мене и моите идеи. Младите сега. Кампања за имплементација на Како тоа сме се смувале, а јас не знам. Не сум јас, мора да е некој друг. Еве, праша ја цела VIP мрежа. Само со VIP Prepaid зборувај цела недела, секоја недела, за 0 денари минута, со цела VIP мрежа. Активирај опцијата преку бесплатен SMS и доби 500 минути неделно за само 79 денари. Повеќе за вас. VIP. Реклами.
требаат материјали и услуги за мебел, фурните, повелете кај нас и ќе пронајдете голем избор на иверица со преку 40 дизајни во различни димензии и дебелини, лесони, куински плотни, медијапан и друго. Кроење, кантирање и бушење со најсовремени автоматизирани CNC машини. Со локација во понарешен Црн Бор, на улица Александар Македонски безброј, на стариот пат за Битола. Телефон 076 977 006. Купувајте квалитет за малку пари. Фурнитех. Нов бутик за спортска опрема од Дивано. Колекција есен-зима 2010 на Пума и Капа. Само во Дивано Спорт. Локација наспроти Ловечки дом. Дивано Спорт. Во ноќните сати со топлина ве мами, наутро вкусот ви го нуди. На семејната трпеза за сите свечености, кифли, лиснато, највкусниот бурек и другите производи од тесто од Калимеро. Задоволство и ситост што трае. Нуди Калимеро. Порачка и достава на 414 437. 24 часа во ваша служба. Во Прилеп, кај основното училиште Кире Гавриловски, наспроти салонот за мебел Бујото, во центарот на Кривогаштани и во Крушево. Бурекџелници Калимеро. И оваа нова година дочекајте ја подготвени. Фитнес центар My Gym за брзи резултати, за изглед каков што посакувате. Пред новогодишни цени во My Gym. Чекорете сигурно по улиците на градот. Бидете сјајни во новогодишната ноќ со My Gym. Фитнес центар My Gym. Типска населба до новото фудбалско игралиште на улица Партизански одреди безброј. Телефон за контакт 075 55 18 18. Вложете во вашиот изглед. Се исплати. Фитнес центар My Gym. My Gym. Туристичката агенција Озбату туризам со редовни автобуски линии за Истанбул, Турција. Секоја среда преку Бугарија со поаѓање во 10 часот, враќање од Истанбул секој петок во 14 часот. Секоја недела преку Грција со поаѓање во 14 часот, враќање од Истанбул секој вторник во 15 часот и 30 минути. Повратен билет по цена од 50 евра. Во еден правец 40 евра. Повеќе информации на 075 861 446 072 75 72 93 02 126 580 255 и 02 126 580 256. Патувајте удобно и безбедно. Туристичка превозничка агенција Озбату туризам. Ресторан Стара чаршија во ново уредената уличка кај бањата во Старата Прилепска чаршија. Квалитет и амбиент што ги посакувате за вашите бизнис средби, вечерни седенки и фамилиарни прослави до 80 гости. Ресторан Стара чаршија. Почувствувајте го прилепското гостопримство. Кусете ја прикажаната прилепска скара, зачинета со свирка во живо, секој четврток, петок и сабота. Резервирајте или порачајте скара на телефон 048 429 434. Ресторан Стара чаршија во уличката кај бањата во Старата Прилепска чаршија. Бато, скочи малку, пушти сигнал на 1573 и брзо ќе добиеш такси ти. Милениум такси 1573, побрзи и од брзината на вашиот повик. Ако досега не сте биле во можност да го легализирате нелегалниот приклучок за вода, пријавете го сега во јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Нема да сносите кривична одговорност. Во спротивно, одговарате пред себе си и законот. На добро познатата локација со препознатливиот квалитет и навремени услуги за купувачот Стакло Милчин, сега со нова програма на изработка на ПВЦ прозорци и врати и комарници за истите, со термоизолационо стакло полнето со аргон за зголемување на звучна и топлотна изолација. Стакло Милчин ви го нуди германскиот ПВЦ профил Алупласт, добро познат во европските земји, а сега и во Прилеп, со 5 и 6 комори, со 2 и 3 диктон затворања, изработен по најнова технологија, со најсовремени машини. Монтажата е бесплатна. Стакло Милчин на улица Андон Славејко 28. Телефони 071 24 22 56 и 071 24 22 58. Стакло Милчин. Ви благодариме за довербата. Најголем избор на техничка роба.
во Техномаркет по најповолни цени, секогаш со нови поволности за потрошувачите. Техномаркет, вашиот најдобар пријател за уредување на домот, фрижидери, електрични шпорети, ТВ апарати, машини за перење, целокупна понуда на бела техника. Техномаркет, толку многу техника. Одбројувањето започна, деновите поминуваат, а вие се уште не сте одлучиле каде за нова година. Оваа нова година дочекајте ја во ресторан Анитас, заедно со Белинда. Ние ќе се погрижиме за музиката, ќе се погрижиме за вашето добро расположение и богатото мени. Ваше е само да дојдете. Ресторан Анитас, телефон 070 794 100. Новата година дочекајте ја кај нас. Ресторан Анитас, наспроти могилата. Кога најдоброто е доволно добро за вас и вашите гости. Хотел Салида Прилеп, 4 звездички и ултрамодерен дизајн, комплетно опремени апартмани, конференцијска сала, интернационална кујна, туристичка атракција, специјални цени за веселби и жива музика секој викенд. Хотел Салида Прилеп 048 400 333 и 400 444. Come, see, enjoy. Единствено во градот, специјализирана продавница за куфери и патни торби, бутик Гламур во Старата чаршија и Кула пазар. Драги студенти и средношколци, за вашите патувања, за вашите авантури, изберете ги патните торби и куфери од Гламур. Во Гламур супер акција. За секој купен куфер, гратис патна торба. За секоја купена патна торба, гратис парфем. Бутик Гламур. Ке го најдете во Старата чаршија и Кула пазар. Секогаш спремна да одговори на потребите за гардеробата и обувките за секоја сезона. Кремона. И овој пат за оваа сезона. Кремона. Новогодишна гардероба, облека, обувки, куфери, бижутерија, чанти и се за вашето дете. Кремона. Најпосетени, најевтини, најдобри. Двете кремони кај Кристал Палас. Почитувани потрошувачи, водечкиот бренд на обувки Пеко ви најавува уште едно големо изненадување. За вашата доверба, Пеко ве наградува со ваучер од 20% попуст при купување на било кој производ од нивните салони. Задоволство за сите генерации. Пеко. Вози Citroen сега. Почни да плаќаш во 2011 година. Со ексклузивниот автокредит на Прокредит банка и Автонова. Искористи ги единствените услови за финансирање и земи Citroen со 3 месеци одложена отплата, само 8,5% каматна стапка и рок на отплата до 72 рати. Можност за 0% учество со дополнителен залог. Јави се во контакт центарот на Прокредит банка на 02 2446 000 или посети го најблискиот продажен салон на Citroen. Побрзајте! Мили дечиња, Дедо Мраз пристигна и во Фотолозиго. Повторно, со многу изненадувања. Овој пат, секој дете ќе добие по 2 големи фотографии, новогодишен фотокалендар со сопствениот лик, играчки по избор, формули, рачни часовници со ласер, автомобилите на Брац и многу други. Новогодишно коледче со најслатките нешта на децата. И замислете, тоа не е се. Дедо Мраз ќе ви подари по една боенка. Значи полна вреќа подароци за секое дете. Фотолозиго, заедно со Дедо Мраз, ве покануваат на фотографирање преку цел ден. Ве очекуваме наспроти поштата и во Старата чаршија, а тука сме и за време на викендите. 20 години. Фотолозиго за вас. Телефон 550 429. Ни треба европско квалитетно образование. Ни треба знаење дека самознаењето е моќ. Сакам да патувам, го сакам светот на дланка. Не сакам визни ограничувања. Сега. Агенцијата за млади и спорт е формирана, постои и ќе постои за и со младите луѓе. Сакам да бидам финансиски независен. Ми треба вработување сега. Владата да одвои средства за формирање национална младинска структура, што ќе ме поддржи мене и моите идеи. Младите сега. Кампања за имплементација Претежно на ведро на Радио Холидеј. Моја култура. Култура има. Мојата култура. Бени, културим. Ли култура. Сите имаме различна култура. Сите сме пријатели.
Би требало пополека во однос на времето да го привршуваме нашиот разговор, почитувани слушатели, инаку како што веќе кажавме на почеток, во нашето студио гости, ваши и наши, се денеска Маја Ивановска-Крстевска, раководител на програмата, и Томислав Гајтановски, административен финансиски менаџер. Продолжуваме понатаму сите оние проблеми што ги тиштат младите, истражувањето кое што го направивте се задржавне на образованието и на невработеноста, односно вработувањето, и чинам дека ни остана така да фрлиме осврт малку на културата и на спортот. Сето она за што се поврзуваат младите и со право знаеме дека најдобрите резултати овдека ги постигаат токму младите. Токму така, значи културата, забавата и спортот е она што најмногу ги тангира во моменталниот живот, односно на како не користат. Не само во моменталниот живот, туку и јас едно време кога бев во категорија на млади исто се посветував на тие теми. Апсолутно, значи она што тие го прават во своето слободно време. Ова што е факт според истражувањето е дека најголем дел од своето слободно време младите во Република Македонија го поминуваат непродуктивно. Тоа произлегува од фактот што 50% од оние што беа анкетирани изјавија дека слободното време го поминуваат најчесто со друштво пред кафулиња и пред телевизор, како и на интернет. Она што е многу битно е дека многу мало дел од младите го поминуваат слободното време во природа со прошетки или пак се занимаваат со спорт. Оние пак кои што се занимаваат со спорт се претежно машки. Да. И тоа е еден многу битен сегмент во самиот меѓутоа и загрижувачки, и загрижувачки во секој случај. Она што го изјавија во однос на културата, дека младите немаат доволно финансиски средства за да ги посетуваат културните манифестации и другите културни содржини, додека во однос на спортот битно е дека младите сметат дека треба да имаат своја улога во подобрување на условите за занимавање на спортот. Исто така еден сегмент стана и за изградбата на спортски сали кои што го оценија како позитивно, но сепак она што е многу битно е дека како се користат понатаму тие сали, односно како го поминуваат своето време и дали го поминуваат во тие сали. Она што ние го препорачуваме во делот на развивање на свеста за културата, спортот и забавниот живот е да се вклучат младите при дизајнирање на понудата на културните институции. Исто така треба да се промовира соработка на училиштата и факултетите со културните институции со цел да се информираат младите за културната понуда која што постои. Исто така па од друга страна треба да родителите да бидат едуцирани за важноста на нивните деца од нарана возраст да посетуваат културни настани и да се занимаваат со спорт. Исто така една од главните препораки да се организираат масовни спортски настани со цел да се промовира рекреативниот спорт, но со акцентирано е да се овдека да влезе како поддржувач бизнис секторот. Се надевам дека во тој сегмент ќе имате успех. Посебно кога станува збор за иницирање на бизнис секторот, чинам дека сега е тренд бизнис секторот да ги помага сите активности кои што се случуваат во една општина, а посебно кога станува збор за категоријата на млади луѓе, чинам дека ќе најдете на разбирање. Во Прилеп постои Младинскиот информативен и советодавен центар. Излегувате по многу прашања на младите тука во Пресрет. Ајде уште еднаш да повториме за што станува збор, каде сте лоцирани и со се што можете да им излезете на младите во Пресрет, со сите оние информации кои што можете да им ги понудите, а исто така и помошта која што можете да им ја пружите. Маја, повели. Младинскиот информативен и советодавен центар Инфосега е воспоставен од 31 мај 2010 година со финансиска поддршка од Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија, програмата Цивика Мобилитест на локална самоуправа Прилеп. Младинскиот информативен и советодавен центар се наоѓа во поранешните простории на Водовод, позади локална самоуправа. Инаку, целта на овој центар е да обезбедува информации, услуги и едукации за младите луѓе од нашата општина. Поточно, значи, својата работа ја основа на 3 области: граѓанско образование, младинско вработување, здравство и превенција. Спроведува бесплатни обуки за овие сите области, значи бесплатни обуки за пишување на CV, мотивационо писмо и однесување на интервју,
бесплатни обуки за раководење со проектен циклус, младинско учество. Во овој момент се спроведуваат исто така обуки од областа на здравство и превенција, значи заштита од штетните влијанија од дрогата, алкохолот, заштита како да се заштитат младите луѓе од сексуално преносливите инфекции, ХИВ, СИДА. Овие обуки од областа на здравство се спроведуваат во сите 5 средни училишта во нашата општина. Исто така, значи, покрај овие обуки се обезбедуваат информации од областа на вработување, волонтирање, програмите за размена на студенти, стипендии во Македонија и во странство, значи стипендии за средношколци, за студенти, за постдипломци, образовни, рекреативни и културни институции, установи, како информации за сите оние културни и забавни настани кои што се организираат во нашиот град. Сите овие информации секојдневно се ажурираат и се поставуваат на веб страната на Младинскиот информативен и советодавен центар, а тоа е www.infosega.org.mk. Исто така овие информации значи се споделуваат и на социјалната мрежа Facebook. И за сите овие информации можат слободно младите луѓе да се обратат во овој центар. Можам да го спомнам и телефонскиот број 048 529 486. Значи на овој број можат да се обратат сите млади луѓе кои што имаат било каква потреба, било каква информација. Исто така сакам да потенцирам дека во овој центар се обезбедуваат и директни како и телефонски советувања, значи за проблемите кои што ги имаат младите луѓе. Што се однесува до идните планови, што преземате? Сигурно дека имате една подолгорочна стратегија, повелете. Така, идните планови на коалиција сега се да воспостави систем на следење на акциониот план од Националната стратегија за млади, да креира нови стратегии во нови општини, локални младенски стратегии, да воспостави нови совети на млади, да го промовира меѓукултурниот диалог помеѓу младите луѓе, да продолжи да обезбеди функционирањето на Младинскиот информативен и советодавен центар, како и да учествува во процесот на креирањето на законот за млади. За крај на овој наш разговор остана ли нешто што не кажавме, а е доста битно? Да, би сакал да потенцирам дека коалицијата сега исто така активно работи на спроведување на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија, специфично на делот на учество на децата во образовниот процес, односно во средните основните училишта, како и на процесот на следење, односно мониторинг на самата имплементација на ова конвенција. Значи ова е процес кој што коалиција сега ќе го работи во наредните 3 години, односно за јакнување на капацитетите на училишните организации во нивното делување, како и исто така за јакнување на соработката со УНИЦЕФ, кој што е еден битен фактор во самиот тој процес, како и со владините комисии кои што се директно одговорни за спроведување на таа конвенција. Што би им порачале на младите во Прилеп, како млади луѓе? Па, најпрво што сакам да порачам на младите луѓе да не бидат ретроактивни, туку да бидат проактивни, самите да бидат да сакат да се информираат и да се информираат, исто така е да бидат самоиницијативни, да не чекаат некој друг за тоа. Да, тоа е пораката од Томислав, од Маја. Да, значи јас би се надоврзила на пораката од мојот колега. Значи младите луѓе кај нас во нашата општина се доста пасивни. Свесни сме дека слободното време го поминуваат пред компјутер или во кафичите. Значи потребно е да бидат активни, има можности, можат да се вклучат и самите да придонесат за нешто добро. Ви благодарам. Во некоја идна прилика повторно ќе ни бидете гости со некој нов проект кој што ќе го имате, а сега ви посакувам многу успех во однос на иницирањето за спроведување на законот за млади, односно за донесување на овој закон.
Благодарим и за вашата покана за учество на Радио Холиде. Почитувани слушатели, тоа беше претежно ведро, а нашата заедничка порака е останете млади. Ни треба европско квалитетно образование. Ни треба знаење дека самознаењето е моќ. Сакам да патувам, го сакам светот на дланка. Не сакам визни ограничувања. Сега. Агенцијата за млади и спорт е формирана, постои и ќе постои за и со младите луѓе. Сакам да бидам финансиски независен. Ми треба вработување сега.